Благодарам, штувана заменик председател на комисијата, штувани колеги, штувана јавност. Денес го имаме најклучниот и најголемиот документ што излегува од собранието, а тоа е буџетот на државата. Јас често пати велам дека луѓето треба да ги цениме, односно политиките се ценат по тоа што го пишува во буџетот, а не по тоа што се зборува. На овој буџет му претходи еден соодветен економски раст, но бидејќи имаме дискусија овдека, мислам дека е добро да ги споредиме бројките и мислам дека е добро да дадеме понудата и зошто оваа понуда во овој буџет е алтернатива на она кое што беше буџети на Социјалдемократскиот сојуз. Штувана јавност, почитувани пратеници, и јас ќе се обидам да зборувам само со бројки и со факти. Бројките велат овака. Бидејќи тука се спомнуваше до пред 30 секунди 2017-та, Социјалдемократски сојуз како владееле, она што е бројка е тоа што 7 години СДСМ формирал и трошел државен буџет, народни пари. Во 7 години предвидувал разноразни проекции за раст на бруто домашниот производ. Она кое што е факт е тоа дека во просек економијата на Република Македонија под раководство на СДСМ растела со 1,1% годишно. Значи, повторувам, 7 години власт на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, економскиот раст на Македонија во просек е 1,1% годишно. Јас секогаш сум верел да немавме влада, повеќе ќе растеше GDP-то, неголи со криминална влада како што имаше. Дали овие 2 години, како што кажа претходниот дискутант, е точно дека ВМРО, ДПМН и коалицијата креираат буџет? Да, точно е. Кои се бројките на БДП оваа година? Бројките се раст во просек од 3,5%. 3,5% е 3,5 пати повеќе од 1%. Дали е тоа доволно? Не е доволно. Не е доволно, бидејќи, како што спомена претходниот дискутант, театарот на апсурдот толку многу дојде, да и кога си 3,5 пати подобар од некој, се уште има области и сектори кои што треба да ги дискутираме. Но 3,5 пати подобро е 3,5 пати подобро. И оваа година, како што гледам, пишува во самиот економски раст, ќе имаме некаде околу 4% раст. Јас сум оптимист. И ќе бидеме 4 пати подобри од оние кои што 7 години растеа со 1% и подобро да ги немаше, неголи што беа влада. Во текот на летниот период, кога беше ребалансот на буџетот, не земав збор, ниту една реплика, и многу ми беше симпатично да определени пратеници, не им го спомнувам името, бидејќи не се присутни денеска, од југозападниот дел на Македонија, излегува на оваа говорница и цитираа реченици што јас сум според нив беседел на оваа говорница, па ми ги собрале вака речениците и од тука ги кажуваа како што? Како опозиција? Не. Како купи време, продај, им рекли од партија мора да бидеш на говорница па да помине времето. И за да не ми вадите во иднина што сум кажал, ја ќе ви кажам, главната работа која што зборував е споредбите со Србија и со Косово. Сметрав дека треба да бидеме подобри економски од нив. Еве пред да се симнувам надоле, ги извадив делот споредбите, кои што викаат дека од кога имаме промена на власт, ние растеме со повеќе од 3%, 3,5%, а Србија расте со 1,9, односно со 2. И тоа се бројки.
Во времето кога Србија растеше со 5, ние растевме со 1. Сега Србија расте со 2, ние со 3,5. Баравте со што да се гордеете. Еве ќе ви кажам многу работи со кои што треба да се гордеете. Бидејќи буџетот на државата. Јас често пати викам имотната состојба на државата не е имотна состојба на тие во владата, имотна состојба е на сите нас, граѓаните, а сте даночни обврзници. И колку сме ние побогати како држава, колку имаме поголем бруто домашен производ, толку имате повеќе причини да бидете горди вие од социјалдемократскиот сојуз, бидејќи барате причини да бидете горди. Втора работа, која што тука сме дискутирале жолчно во изминатиот период, беше инфлацијата. И од тоа сте ми цитирале, гледам работи. Еве јас ќе ви повторам уште еднаш. Пред да се спуштам денеска, проверував која е инфлацијата кога вие вака од оваа номенклатура, кој сега сте пратеници, преходно бевте премиери, вице-премиери, министри во владата, 22 година бевте топтансите во влада, сега сте топтансите во собрание. Епа, колеги, во 22 година во Република Македонија инфлацијата била 19%. За тоа сме се расправале. 19% инфлација, кога регионот имаше 40% помало таа. И второ, за кое тука сме дебатирале, беше која е инфлацијата на храна и пијалоци. Бидејќи мене како пратеник, секогаш ме интересираше која е инфлацијата на основните прехранбени производи за граѓаните. Тоа се храна, пијалоци, облека. Епа тогаш, колеги, била 29%. 29%. Денеска е 4,3%. Дали има разлика? Да, има разлика. Дали 4% може би е висока инфлацијата да биде 3%? Да, треба да биде 3%. Ама дали 4 пати е многу со многу помала од 29%? Да, многу е помала. И тоа е разликата помеѓу едната влада и тоа е разликата помеѓу другата влада. Сега. Имаме ситуација во која што странските организации кои што обично се тука, доаѓаат, разговараме со нив, ги гледаат сите рейтинзи на финансиските рейтинзи, пред се тука мислам, да бидеме на чисто. Фич го потврди стабилниот ББ плюс кредит рейтинг на Македонија. И вели дека тоа значи, цитирам, стабилна и развојна економска политика. Во истиот тој период, додека Фич вели да, треба да имате ББ плюс, бидејќи имате стабилна и перспективно развојна економија, вие зборувавте дека Македонија сме задолжиле со 6-7 милиарди евра. Упорно подценувајќи го народот, дека сме ја задолжиле државата со 6-7 милиарди евра изминативе година дена. Вистината е, тоа ја знаете и вие, ама за голема среќа, народот е толку многу мудар. И денес не е 92 година да има една телевизија и уште една до 6 сат што работи, туку има интернет портали во живо пресконференции и народот добро информиран и знае дека 6 милиарди долг немаме направено, кредит немаме земено, туку на крајот на денот Република Македонија со 40 милиони евра должи помалку, односно е раздолжена. И сега, за каква таа е опозиција, која што вика, ајде ги видам бројките, бидејќи не секој човек е должен да следи економија, не секој човек знае монетарна политика, не секој човек треба да знае економски перспективи, но сите луѓе гледаат кој што зборува. И знаат дека немало 6 милиарди задолжување, излегувате вие експертите од Социјалдемократскиот сојуз и верите 6 милиарди задолжија Македонија, готово пропаднавме и со тоа влеговте на избори и излеговте на начин на кој што си знаете вие подобро од мене. Вистината е дека Република Македонија делумно раздолжена од времето кога што бевте вие на власт. Сега слушам изминативе денови на буџетот дека ќе сме зимале еврообврзници. И вие мислите дека граѓаните не знаат што се случува,
Бидејќи истиот тој пратеник, почитуван мој пратеник од Социјалдемократскиот сојуз од Југозападна Македонија, тука ме цитираше нов ден, ново задолжување, некој викаа. Да, јас велев, нов ден, ново задолжување. Беше Ковачевски тогаш заместник министер за финансии. Па потоа имавме нов ден и две нови задолжувања во еден ден, да на крај завршите со нов ден и 4 нови задолжувања во еден ден. На оваа говорница треба да знаат сите оние пратеници во прв мандат дека сме ги биеле копијата и сме воделе жестока дискусија за тоа што по 4 кредити имавте на една седница. И денес, што би рекол преходниот дискутант, од дистанца од неколку години, ја гледаме теоријата на абсурдот дека оние кои што ги направија долговите обвинуваат дека друг правел долгови, а ние кои што алармиравме, апострофиравме и предупредувавме на ова сценарио и ги враќаме долговите, сме оние кои што треба да ви се правдаме на оваа говорница што ние правиме. На кого да му се правдаме? На вас од владата што бевте тогаш министри, што по 4 кредити земавте на еден ден, да ви се правдаме? Да ви се правдаме затоа што земавте милиарди и ги дававте на ваучери во Охрид трошење? Додека оние кои што земаа милиарди во регионот ги даваа за автопатишта? Да ви се правдам бидејќи се секиравте колку кафаните имале промет во туристичките места, а други се секираа колку автопати ќе отворат во својата држава и денес ќе предвичат за странски инвестиции. За тоа треба да ви се правдаме? Не ви се правдаме. Ги враќаме кредитите, затоа што мораме да ги вратиме. Ги враќаме кредитите да ги сме држава. Но вас да ви се правдаме. И на крај памет, барем мене, лично не ми паѓа. Според мене, сите го знаете тоа, може да се удите ако сакате. Според мене, вие наместо да дебатирате овдека на оваа говорница, на говорницата на пленарна или по ТВ емисии, треба да дебатирате со јавното обвинителство на оваа држава. Бидејќи сметам дека единствениот проблем за лошата финансиска состојба и се уште што некој лови во матно е тоа што јавното обвинителство е такво какво што е, па гледам сега рилсови излегуваат, определени пратенички зборуваат кој како се договорил, што се договарал, тоа се си разговарале на тема на буџет. Почитувани, она кое што е добро и за кое што во овој буџет има средства, и тоа повеќе, а мене ми се допаѓа, се два моменти сакам да ги истакнам. Едниот момент, сеќавам дека со колегата Стојановски стално ви зборувавме дека вие сте декларативно за НАТО. Тоа правеа. Тие беа за НАТО, ќе дојде вака еден буџет, ќе става средства за НАТО интеграции, потоа ќе дојде ребаланс на буџет и првот кај што зимаа, не зимаа од кијартан груби, таму не смеја, зимаа од НАТО интеграции. Денеска гледаме дека Република Македонија станува респектабилен партнер во рамки на НАТО алијансата. А доколку вие не вложувате средства вашите НАТО интеграции, како што не вложуваа средства, тогаш имаме спротивен ефект. И она кој сакам да го истакнам на почетокот е во енергетика, каде што имаме огромна сума за гасификација на определени територии на Република Македонија. Сакам да знае јавноста дека платите во основно средно образование, полиција има покачување, тие ќе се зголемуваат, така треба да биде. И она кое сакам да дадам особен интерес, почитувани колеги, и за мене е многу важна работа, и како континуитет од оваа говорница сакам да ја споделам, а тоа се странските инвестиции и, условно кажано, нивното привлекување или во наводници кажано ловење на големи компании да дојдат во Република Македонија. Она кое што го пишува во буџетот е тоа дека имаме 1 милиарда денари странски инвестиции повеќе во рамки на програмата на Министерството за економија и за да се даде дополнителна тежина на тоа, и вистина ме радува, е тоа што во рамки на владата, како стожер на извршната власт, имаме 1,2 милиарди денари зголемени средства за привлекување на странски инвестиции. Бидејќи само со странски инвестиции, со нови технологии, со ново ноу-хау, државата оди напред. Со зборување
како било, што било, кој што направил, државата тешко или невозможно е да оди напред. Трето, столб, кој сакам да го потенцирам, е дигитализацијата. Она кое што го видел во буџетот, имаме големи средства по 2-3 основи и 2-3 битни институции за зголемување на дигитализацијата. Бидејќи најголем противник на дигитализација, најголем противник на е-фактура се луѓето кои што не плаќаат даноци, тоа се луѓето кои што ја развиваат црната економија, и тоа се луѓето на кои што им одговара работата да биде матна во Република Македонија, да имаат свој пулени на едно или друго место, овие да се караат да дефокусираат, додека овие калапат милиони. Со компјутерот тој не знае име и презиме, не знае како изгледате, знае само даночен број и тоа мислам дека исто причина за која што СДСМ треба да се гордее, бидејќи декларативно се залагавме сите за дигитализација, ние го правиме и де факто, а вие бевте декларативно, но ете причина и декларативно да се гордеат господата од Социјалдемократскиот сојуз. УЈП го менува системот, УЈП се модернизира, данок ќе плаќа секој, бидејќи кога не се плаќа данок нема силна држава и е плюс причина во тоа. Воведување на фактура и слично е работа која што треба да се гордеете. Она која што го гледав викендов и во петокот, бидејќи не бев тука и не можев да учествувам, беше кај се проектите за општините, беше искривување на реалноста. Се потрудив да од јавни финансии ги извадам бројките, а бројките се следни. Од првиот повик имаме 286 проекти со склучен договор, од вкупно 287. Само една не е. Значи, од вкупно 287, 286 склучиле договор. Таа што е последната 287 е честно да се каже дека парите кои што ги имаат согласно бројот на жители им биле малку, сега земаат уште еден договор со вториот проект и ќе реализираат еден посериозен проект се за општина близко до Скопје. Така што тука работата е повеќе од чиста. Вториот повик има 138 вели вака. 828 проекти имало вкупно аплицирано, 509 веќе се завршени, двуинстенска процедура, веќе има склучени договори и 76 општини направиле ребаланс. Само 3 општини не успеале да направат ребаланс, ќе го прават сега веднаш после изборите и тие средства за прв пат толкова сума влегува во рамки на општините. И сега, ако си го поставите следното прашање, секој во Република Македонија, кој што бил лидер на опозиција, најголем стана потоа премиери на државата. Тој што е лидер на опозиција, неколку пати минимум до сега поминал во секоја општина во Македонија. Тој што е лидер на опозиција ги знае проблемите на граѓаните. И сега да си го поставите прашањето, зошто луѓе кои што беа челници на владата, челници на СДСМ, челници на ДУИ, не им текна и не излегува овдека да се откажат од големите државни привилегии и парите да ги дадат на граѓаните, односно на општините, да направат канализации, да направат патишта, да направат атмосферски води каде да одат, да направат нови училишта, да направат нови сали. Вие излегувате и тоа го критикувате не баре некој направил криминал, што оние луѓе кои што не ги гледаме ние тука по ГТЦ, не ги гледаме по поголемите центри и плоштади, а живеат меѓу нас, а плаќаат исто 18% дека што плаќаме ние, државата не се сетила. И сега кога државата се сеќава на сите, немајќи што да кажете, излегувате и критикувате. Не треба така. Колегата бараше проекти со кој што ќе биде горд, еве му уште еден, можеби 15-ти проект, кој што може да го кажува и да биде горд на него. Како што кажавме да повториме, кога сме богати, имаме добра финансиска кондиција, не се богати тие во владата, туку сме богати сте ние граѓаните во оваа држава кои што плаќаме даноци.
нема да има економски пехови, да се ватам на почетокот, со тие 1,1% раст само минјававте мисли за финансии. 4 сменивте за 3 години. И пак 1,1% беше, бидејќи многу крадевте, сега тоа нема да биде случај. Сега, околу дефицитот и бројките. Сакам да знаете дека во 2026 година фискалната политика останува насочена кон постепено намалување на оној дефицит кој што го имаме во буџетот и дека ќе се намали од 4,5%, да, ќе уште малце, на 3,5% до 3% во 2027 година. Еве, имам уште многу, тука ќе завршам. Ова е тоа кое што го зборувавме во минатиот период. Дека нема бесплатен ручек. Дека во економијата не може да очекувате дека некој нешто некаде ќе ви поклони бидејќи вие сте добри оратори. Не. Еве го тоа излегува. Ама не вие, друга влада, други министри и други финансиски експерти. Ова ќе го враќаат, ова ќе го пеглаат. И пак ќе ви кажам, 1,1% раст, 3,5% раст. Имате причина да бидете горди и да поддржите, а не по секоја цена да критикувате. Благодарам.